Природно-научниот музеј во Струга представува вистинска атракција за домашните и странските туристи. Музејската збирка е особено вредна, бидејќи речиси сите експонати, освен мечката, потекнуваат од Струга и околината. Представници се различни видови на инсекти, водоземци и влечуги. Има представници и од сите животински групи, од најпримитивните форми па се до цицачите. Тука може да се видат различни видови на животни, почнувајќи од оние најмалите, од инсектите, водоземци, влечуги, птици, цицачи. Исто така од самото Охридско езеро имаме примероци на ендемичниот сунџер, Охридскиот сунџер, полжави, школки. Исто така да напоменам дека нашиот музеј има и ботанички оддел и од неодамна тука е отворена изложбата Растенија на планината Јабланица, која што е постојана и тука можат да се видат ендемичните реликтни видови на флора која што се наоѓа на самата планина, како и лековитите растенија. Музеот е уникатен презентер на природното и културното наследство за регионот на Охридското езеро, светско наследство на листата од УНЕСКО. Истиот број 8000 примероци, од кои голем број се ендемични видови. Може да споменеме тука Охридската пастрмка, која што е изложена заедно со сите други видови на риби. Исто така од ендемичните видови кои што ги нема повеќе, можам да напоменам дека тука имаме и некои инсекти изложени точно од збирката која што е колекционирал самиот доктор Никола Незлобински, инсекти кои што потекнуваат од Срушкото блато, кој што веќе го нема тука, како и некои видови на блатни птици, исто така кои што повеќе ги нема. Но можам да кажам дека сега веќе во поново време имаме и повраток и на некои видови на птици кои што ги немало, како што се голем број на појавени на бели чапји и на сиви чапји. Тука на оваа постојана изложба се прекажано околу 30 на растенија и тоа се растенија кои што ја карактеризираат самата планина Јабланица, ендемични видови како што напоменав глацијално реликтното растение кој што потекнува од глацијалната доба, тоа е Нартециум скардикум, голем број на лековити растенија и блатни растенија кои што се собирани од 4 глацијални езера на самата планина кои што се наоѓаат. Посетителите имаат можност да видат и невообичаени и ретки примероци. Телето со 2 глави, кое потекнува од околните села и живеело само 2 часа. Со својата необичност се уште го привлекува вниманието на сите генерации, особено на најмладите. Од учениците кои што доаѓаат нормално тука заедно со своите наставници и можат да научат нешто повеќе за самиот растителен и животински вид. Исто така имаме и домашни и странски туристи и она што е многу битно и значено за самиот музеј е тоа што можат тука да научат за оние видови на животни и на растенија кои што го има во нашиот крај, во Охридско-Струшкиот регион. Основач на музеот е Никола Незлобински, русин кој во Струга доаѓа како лекар, кој помага во борбата против маларија во 1924 година. Како влюбеник во природата, тој почнал да собира и препарира инсекти, птици и разни други животни. Во 1928 година ја презентира неговата прва зоолошка збирка, со што се поставени темелите на Природно-научниот музеј во Струга. Во негова чест, музеот го носи неговото име.